Во непосредна близина на манастирот во Калишта, на околу 300 метри јужно од него, срасната со околните карпи, се наоѓа уште една мала пештерна црква посветена на Александрискиот архиепископ Атанасија. Оваа црквичка настанала со залагањата на монасите од соседниот манастир. За изградбата на црквата била искористена плитка природна пештера, на чија источна страна биле изградени ѕидови со тристрана апсида и покрив од камени плочи. До овој христијански храм денеска водат скалички кои порано ги немало. На низините ѕидови се насликани фрески од 14 век од мајсторите на средновековното сликарство во Струшко. Излегувајќи од Струга на патот кон Охрид, непосредно до северното крајбрежје на Охридското езеро, наидовме на црквата Свети Еразмо и на уште еден пештерен храм кој тука постоел со векови пред изградбата на новата црква. Култот на Свети Еразмо, антиохискиот епископ и проповедник на македонските простори, се слави уште од времето на Климента и неговата школа, и со неговото име е поврзано верувањето дека тој на овие простори бил првиот христијански проповедник кој на Белото езеро ги покрстувал со илјадници. Средновековниот Охрид на Свети Еразмо му е посветува оваа пештерна црква, која се наоѓа на далекот брегот на Охридското езеро, во утробата, би рекне, на самиот Габавски вид, кој навистина крие многу културни напасти од времето на македонските краљеви, а тоа е на тврдина со они загадочни киклопски џидови. Сликарството во оваа пештерна црква е сочувано во три сликарски фази, а во најстарата од нив, од 13-тото столетие, го гледаме ликот на Свети Еразмо. По 16-тиот век насликан е повторно Свети Еразмо, ова е тој лик, а исто така карактеристично за оваа пештерна црква е тоа што оде за прв пат, за разлика од другите пештерни цркви, е насликан ликот на еден византијски император, кој во науката од познатите научни дејци различно го детерминираат, и некои зборуваат дека тоа е солунскиот цар Теодор, некои пак Андронин II Палеолог или пак Михајло VIII Палеолог. Ние сепак по посистематски проучувања сметаме дека овде се работи за византискиот цар Андронин II Палеолог. За оваа црквичка се грижи тетка Лепа Димитриевска Танасовска од Охрид, која целиот свој живот го посветила на грижата за манастирските цркви. Секој ден идам да изаплем кандила, да се грижам за црква, за здравје. Сите во овој дел на Охридско го знаат преданието за патронот на црквата. Свети Еразмо, раскажуваше тетка Лепа, уште во 3 век дошол во Охрид и крстил 20.000 луѓе. Старите веруваат дека секому кој со вера ќе се повика на името на Свети Еразмо, ќе му бидат простени гревовите. Меѓу овдешните луѓе се уште се зборува дека и денеска понекогаш се слуша гласот на светецот кој во својот живот низ молитвите правел многу чуда. Ја гледате охридската местност Канео, еден од најубавите предели на брегот на езерото, познат по стариот христијански храм посветен на Свети Јован Богослов, изграден во 13 век. Во карпестите падини на јужната страна од манастирот скриена е малку познатата пештерна црква Воведение на Света Богородица. Ова е мал пештерски храм, од сите страни засолнет со високите карпи. Единствениот тесен приод до него е од страната на езерото, меѓу две карпи. Непристапноста на оваа црква може би била погодна за монасите кои барале осамени и изолирани места, но создаде потешкоти и за нашата камера. Сепак на јужната страна ги забележавме вдлабнатините во карпата, каде веројатно живееле монасите, а во средишниот дел се уште се видливи фрагменти од фреската Воведение на Света Богородица во храм, која потекнува од крајот на 14 век. Единствено за оваа пештерна црквичка постојат податоци кои го откриваат идентитетот на еден од монасите што живеел во неа. Во неиздадените записи на Кузман Шапкарев засведочено е живеењето на монахот Иларион во овој храм во 19 век. Шапкарев, кој се сретнал со монахот 1861 година, пишува:
Монахот Иларион, по престојот во Света Гора и Јерусалим, дел од животот поминал засолнет во една мала келијка во близина на црквата Свети Јован Богослов во Канео. Кој живеел во монашките келии во Карпите над локалитетот Панцир и каде биле тие не е познато. Дека ги имало сведочи зачуваната пештерна црквичка посветена на првиот христијански маченик, архидјаконот Стефан. Исто така познато е дека малата полуоблеста засведена црква во шуплината од Карпата постоела во времето на заселениот анахоретски живот на монасите во Охридско, а живописот го добила неколку векови подоцна во времето на процутот на уметничката дејност на овие простори во 15-тиот век. Црквата била насликана со фрески благодарение на помошта на широкиот круг ктитори од Охрид и околните села. Во нишата на ѓаконикот на оваа црква се уште постои надпис испишан со црковнословенско писмо во кој се наведува дека дарителите биле граѓаните на Велики Варош или Охрид и луѓето од соседните села. Во нишата на проскомидијата е насликан Свети Стефан. По изработката на фреските се заклучува дека тие настанале по примерот на лешанскиот живописен стил, односно по 1452 година, кога веќе има промени во начинот на работата на охридските зографии. Покрај монашкиот пештерен храм Свети Стефан, во подоцнежниот период се изградени иконаци. Всушност, скоро околу секој стар пештерен храм во поново време никнала нова црква или цел манастирски комплекс. Најверојатно народот, старите монашки живеалишта подоцна низ вековите ги доживувал како најдоближени места до надежите на неговата вера, ги чувал и градел нови цркви до нив, за да се задржи континуитетот на автентичните свети места каде во дамнешните времиња во Македонија се вкоренувало христијанството. Тој порив ги зачувал до денеска непроценливо вредните фрески во црквите, сеќавањето на умешноста на македонските зоографи, споменот на монашката духовна борба и отворил нов извор на сведоштва за вековните темели на македонската култура. Шесте пештерни цркви на оваа мисија се само дел од мноштвото пештерни споменици на монашко-црковната традиција во Македонија. Само во Охридско ги има десетина откриени. Ако побарате покрај брегот на Преспанското езеро, околу манастирите Трескавец и Зрзе, или по течението на реките Бабуна, Црна и Треска, може би пред вас ќе се појави уште некој споменик од бројните монашки колонии и мали пештерни цркви, скриени во тамошните недостапни пештери.